Добар ви ден, драги мои пријатели. Верувам дека ве наоѓам во добро расположение, здрави, живи, во друштво пред малите екрани го чекате рецептот на денот. Еден најголем поздрав од целото Кучково, од комплексот Златно буре Кучково. Ние сме подготвени денеска за нешто убаво за мацкање, вкусно, традиционално, пинџурче. Времето му е на црвените пиперки, најварките. Еве ни ги, погледнете. Погледнете какви убави пиперки имаме ние во Македонија. Една пиперка, да ви кажам, за еден оброк на човека. Нешто преубаво. Денеска ќе ви направам едно пинџурче, кое што мене многу ми се допаѓа. Нели, и сакам кога имаме многу рецепти од пинџури, овој е еден од многуте што јас многу го сакам. Значи, за овој пинџур со сирење и цедено кисело млеко. Вас ќе ви бидат потребни околу 6 до 7 пиперки црвени, претходно испечени и излупени. Ке ви треба 150 грама сирење, дали овчо, кравјо, мешано е најдобро. 50 грама ореви, но претходно подпечени, за печенки малку. 2 чешниња лук, малку сол, масло маслиново, но во овој пинџур не се става жижнат зејтинот, туку се става маслиново масло, свежо така, и 200 грама, 250 грама цедено кисело млеко. Ајде сега да си ја започнеме работата. Значи, ќе си имаме каленица, каде што прво ќе го истолчеме лукчето со сол. И ќе ставам сол, а потоа ако треба ќе додадам еден прстопат сол, тоа е по мојот вкус. Вообичајно верувам дека во текот на есента, кога ги правите зимниците, сигурна сум дека печете пиперки и замрзнувате. Токму таквите замрзнати пиперки ќе ви служат многу за еден ваков пинџур. И сега си ја зимаме пиперката. И си толчеме. Да ја тргнам дршката и семето. Така. Може би ќе треба малку да ја насечкам за да си ја олеснам работата. Да, ова е навистина голема како месо е. Како месо. Леле, убавина, колку се убави. Локум. Така. Значи, ќе им го вадам семето, колку излезе толку. Така. И да има семки, тоа е пак убав, да знаете. Чека, вака ќе ги земам овие потенките. Прво. Ето ова, само си излезе. Леле, само пиперки да јадеш, само од овој пинџур да јадеш, ништо друго не треба, ништо.
Така, сега и ова ќе го ставам на толчење. Ајде сега малку да потолчам. А неколку чешниња, тоест после може да доставите сечкани за да не доминира толку многу лукот, ако сакате, ако сте љубители на лук. Ама, бога ми, овој пинџур си бара лук. Си бара и tekako. Леле, какви убави пиперки. Сигурно ви е голема забава кога ќе се соберете друштво, сите да лупите пиперки, но испечете си повеќе, нека има во ладилникот. Нека има. Така. Еве сега уште оваа пиперка. Дури и сокот ќе го ставам од пиперките. Овој, гледате што е? Леле, како е густ, како... Не знам, како... Значи, целата течност што излегува од пиперките. Таа е многу вкусна. И ќе ја ставам и неа ќе ја ставам. Топло лепче подгответе, вакво пинџурче и нему ја мислите кога ќе ставите и сиренце, кисело млеко, па кога ќе ставите оревчиња. Така. Ова еднава пиперка, па да ви кажам, ќе си ја оставам така со сол да изедам. Така, јас мислам сега малку само да подраздигам и ќе ги префрлам во нешто поголемо. Гледам дека есапот, домашниот есап на пазар нешто не ми излегол. Дефинитивно. Значи, морам да префрлам. Така овде, да си бидам на комоција. Така, сега да можам помотно да работам. Сега ќе ги ставам оревите. Оревите, но и ќе им додадам малку од лукчето. Така. Како убаво мирисат. Уф. Прекрасно нешто.
Сега ќе ја додадам и течност од пиперките. Така. Уште повеќе ќе го збогати вкусот. Сега сирењето. Така. Сега со толчникот го толчиме и сирењето. Леле, каков пинџур ќе биде ова. Ете така. Сега го додавам цеденото кисело млеко. Еве гледајте колку вода излегува од киселото млеко. Значи овде ќе има 200 грама јас. Во рецептот и до 250 грама, затоа скратив една пиперка, затоа што толку имав кисело млеко. Така. Значи купете кисело млеко и ставите го на цедалка, погледнете што убавина од тоа излегува. И сега му го ставам маслото. Така. Му ставам маслиново масло и ќе пробам за сол. Отприлика околу 1 децилитар. Сега ќе видам дали е доволно. И ќе го ставам малку, ќе го ставам настрана, сега и така не е топло, ладничко е, да се земе. Старите што викат да се земе. Значи да отстои, да си прими пиперката од сирењето, да се спојат, да се влюбат едни во други. Ајде сега да видиме за сол дали е доволно. Леле, не можам да ви опишам колку е ова убаво. Колку е ова убаво. Значи, ова е зимање лебот, лажицата и нема престанување. Останете вие, за кратко се враќам. На трпезата ставам лепче, пинџурот, значи, не можам да ви опишам колку е убав. Ке го послужиме со, можеби сиренце, можеби со патлиџа, со патлиџа. Супер, се гледаме на трпезата, останете со вкусот на традицијата. Ете го убавиот македонски пинџур со сиренце и со сите, значи, овие вкусоти, со лукчето, со маслото, со ревчињата. Еве вака. Имам топло лепче, имам патлиџанче, значи, се знае. Ништо друго не ми е потребно. Внатре си има сиренце, значи може само да се освежиме со малку патлиџанче. Да не можеш да престанеш да јадеш. Значи ова е нешто фантазија. Секоја чест за рецептата. Наполнете ја тавата, лебот пригответе го и не му ја мислете. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата.
До тогаш ве поздравувам да сте ми здрави и живи. И за на крај велам дека се врти околу желбата, или ја имаш или ја немаш. Се останато се изговори. На здравје, се гледаме.